Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Наводнителните активности на оризовите површини во Кочанскиот регион се одвиваат според планот. Сепак, од водостопанската подружница Брегалница ги повикуваат земјоделците на поголема ажурност и навреме да ги засеат нивите, што веќе се полни со вода. Полнењето на оризовите површини се одвива според договорениот план, па и покрај сериозно лошата хидролошка состојба, по сериозни проблеми на терен нема, велат од водостопанската подружница Брегалница. За сега се уште се зафаќаат проточните води од реките во регионот, за да може максимално да се искористи нивниот капацитет, а колку што е можно подолго да се заштеди водата во акумулацијата Калиманци. Делот по лињата повеќе од една недела се под вода, но се забележува мала активност кај земјоделците кои се уште не ги засеале со ориз. Поради тоа од подружницата апелираат тие да излезат на терен и да ја комплетираат сеидбата. Ние веќе имаме 50% на полнити површини во место викано Слатина. Вчера го фативме бентот и кај судот, така да целосна реката ја имаме зафатено и веќе имаме пуштено вода во место викано Сазлак. Вчера веќе имаше луѓе кои таму сеја, така да мислам дека по искуството што го има, мислам дека ќе се за една недела треба да се заврши самото наводнување. Мора да спомнам дека имаме проблем во место викано Раец. Таму ја пуштивме водата пред една недела и нема посејано ни 3 ниви. Самата вода тече и оде веќе под патот. Луѓето се многу инертни и од ова место ги замолвам да што побрзо излезат во нивите и да вршат сење на самите нивни површини. Според Атанасов, преостанува ватерот на Мојанци да се зафати проточната вода кај така наречениот Шакирски бент, но земјоделците таму се уште не ги завршиле подготовките на нивите за сеидба. Интензивни активности за полнење на оризовите површини има и во другите катастарски општини. Во Облишово као и од Кочанска река, захвата. Многу е мала водата, ама тоа колку сега има, ќе се трудиме да наводниме. Денеска се фаќаме бентот на Брегалница, теренски бент, и тоа ќе се наводнува као Теренци, као Облишово и као Чифлик. Поред планот на Оризарско поле, кај што сум како техничко лице, водата е пуштена 11 април, меѓутоа поради великденските празници, темпото на наводнување иде малце потешко, од денес веќе е поактивно. Вчера го зафативме Прибачевски и јас, меѓутоа поради малите количини на вода веќе водата што ја очекувавме ја нема таму, така да и таму има проблем додека не интервенираме можеби од акумулацијата. Во делот на Градовци требаше денес да ја подигнеме гумената преграда, меѓутоа поради немање на вода, а и со договор со водокорисниците кои претежно се концесионери, се договоривме да почекаме овие денови да паднат малце дождови, да се зголеми нивото на реката. Во Виничко поле, нешто викано Јакимовско поле, и денес се пуштена водата. Па, како што планиравме во Зрновци општината, тамо е пуштено вода пред 5 дена, односно на 15 април, и веќе се засејани околу 15 до 20% од површините више се поплавени таму. Андонов додава дека не очекувале толку лоша хидролошка состојба, поради што подготовките се одвивале со план да се наводнуваат сите површини. Сепак, останува можноста и дел од крските култури да добијат вода во текот на вегетацијата. Инаку, врнежите од дожд се уште не можат посериозно да ја подобрат состојбата во акумулацијата Калиманци, каде според дотокот има минимално покачување на нивото, и таа најверојатно ќе почне да се користи после 1 мај. При крај се активностите од националната јавна кампања за идентификување и барање решенија за проблемите во ромските заедници во Македонија. Во Кочани, кој е дел од кампањата, се одржа трибина на која беа представени главните проблеми со кои се соочуваат ромите. Кочани со уште други 7 општини во Македонија е дел од јавната кампања во ромските заедници, а која се однесува на идентификувањето на проблемите со кои тие се соочуваат, како и давањето препораки и предлози до донесувачите на одлуки за нивно надминување. При тоа цел на кампањата насловена "Каков белег ќе оставиме, ти избираш",
се политичките партии, советите на општините, локалната самоуправа со своите сектори на действување, институциите на локално ниво, како и самите граѓани роми кои директно се засегнати од проблемите. Носител на кампањата е невладината организација Рома СОС од Прилеп, во соработка со локалните ромски координатори. Со оваа јавна кампања опфатени се вкупно 8 општини, односно тоа се Прилеп, Битола, Кочани, Тетово, Кавадарци, Велес, Штип и Скопје, да, Карпаш, поточно, каде што во ноември-декември минатата година одржавме консултативни трибини со ромските заедници. Во дискусија со ромите веќе се идентификувани проблемите и сега на овие јавни собери ги презентираме тие проблеми и препораки до донесувачите, како што реков, на одлуки. Преку сите овие активности се обидуваме да ги изартикулираме на соодветен начин овие проблеми и да побараме решение од локалните донесувачи на одлуки. Во Кочани веќе биле детектирани главните проблеми со кои се соочува ромската заедница, при што најголемо внимание им е дадено на прашањето на вработувањето, образованието, урбанизацијата и сместувањето на семејствата од старата касарна. Имаме поголем временски период каде што ромите не се запишуваат во високо образование. Со самото незапишување во високо образование или недовршување на средно образование не се конкурентни на пазарот на трудот, односно не можат да најдат соодветно работно место и затоа се наоѓува и на проблемот на вработување. Значи тоа синџирот е поврзан, значи по образованието со вработување. Во делот на урбанизацијата имаме уште неасфалтирани некои улици кои треба да бидат приоритет на самата општина. Околу 30% не се асфалтирани улиците во ромската заедница. Јавната кампања за проблемите во ромските заедници ја поддржува Националниот демократски институт на Македонија, а во нејзини рамки е изготвен и печатен општински профил што беше презентиран на собирот во Кочани. Се очекува овој документ да биде една од алатките на политичките субјекти во наредниот период, кога тие ќе треба да носат решенија за проблемите на локалната ромска заедница. Општина Виница планира да вложи близу 3 милиони денари за изградба на колектори за фекалната канализација во селата Истибања и Трстино. Во моментот тече рокот за избор на изведувач на градежните работи, пошто се очекува тие да започнат во средината на оваа година. Решавањето на состојбата со фекалната канализација во селата Истибање и Трсино е меѓу приоритетите што локалната самоуправа на Виница го постави за оваа година. Во тој поглед, веќе се преземаат конкретни активности што се однесуваат на доизградба на колекторскиот систем во вкупна должина од околу 1200 метри во двете населени места. За оваа намена се планира да се вложат близу 2 милиони и 900 илјади денари, средства од буџетот на општината планирани со програмата за комунално уредување. Со предвидените средства ќе се реализира ископ на ровови и подготовка на теренот на кои ќе се постават така наречени полиуретански коругирани цевки со пречник од 200 и 400 мм и должина од околу 570 метри во Истибања и исти такви цевки со пречник од 200 мм и должина од 600 метри во селото Трсино. Покрај тоа планирано да се изградат и 26 шахти и друга придружна опрема, што ќе овозможат поставување странични приклучоци за доводите на фекалната канализација од останатите објекти во селата. Проектот за изградба на канализацијската мрежа во населените места е дел од годишната програма за комунално уредување во руралните подрачја и ќе се реализира етапно. Изминатите неколку години слични активности на тој план имаше и во селото Градец, каде се изградија неколку крака на колекторскиот систем, а за што се вложија околу 1 милион и 500 илјади денари од буџетот на општина Виница. Активностите за реализација на канализацијската мрежа во Истибања и во северниот дел од селото Трсино се веќе започнати, односно тече рокот за тендерската постапка со која треба да се избере изведувач на градежните работи. Крајниот рок за поднесување понуди од заинтересираните оператори е до 8 мај, пошто ќе следува негативна електронска аукција. Доколку постапката помине без проблеми, се очекува изградбата на колекторските системи за фекална канализација во двете села да започне во средината на оваа година.
Со скромна програма, монодрама за Викентиев, како и положување цвеќе на бистата, Средното општинско училиште Гошо Викентиев го одбележа патрониот празник. Се читаа стихови за патронот, а на свеченоста присуствуваа и членови од семејството на Викентиев. Средното општинско училиште Гошо Викентиев го одбележа патрониот празник. Пред присутните професори и другите вработени во училиштето, како и оние од семејството на Викентиев, зборуваше директорот Димче Сребренов. За ликот и делото на Викентиев, учениците подготвија краток текст, а беше изведена и монодрама за патронот во изведба на ученичката Бојана Китанова. На свеченоста присуствуваа и представници од локалната самоуправа на Кучани, општинскиот одбор на Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна и граѓани продолжувачи на традициите од Народно-ослободителната војна, а меѓу нив беа и внуките од сестра на Викентиев. Сите положија свежо цвеќе пред бистата на патронот. Инаку во тек се подготовките на училиштето за упис на ученици, информираше директорот Сребренов. Училиштето веќе ги прави подготовките за уписите. Конкурсот за упис на ученици во новата учебна година е веќе излезен и училиштето планира како и секоја година да ги реализира активностите кои се предвидени со цел за зголемен упис на учениците. Тоа значи посета на сите основни училишта во општина Кочани и пошироко и запознавање на деветоделенците со она што го нуди нашето училиште. Останува исто од минатата година, сите профили кои одеа до минатата година, повторно и ова година се на располагање на учениците. На свеченоста беше прогласен и правенецот на генерацијата, а таа чест му припадна на ученикот Филип Војновски, на кој му беше врачена диплома и парична награда. Дипломи добија и останатите ученици кои што беа прогласени за најдобри од разни профили и струки. На стадионот Никола Мантов, Кочанското здружение на пензионери ги реализираше 22-те поред општински спортски игри. Со најуспешните поединци од општинските ќе се формира екипата која што ќе учествува на регионалните спортски надпревари, што ќе се одржат во мај во Пехчево. Сдруженијето на пензионери на Кучани ги организираше 22-те општински пензионерски спортски игри, на кои зедоа учество над 100 пензионери во повеќе спортски дисциплини. Истите се реализираа согласно програмата за спорт и рекреација на пензионерите. Отворањето на спортските игри беше на градскиот стадион Никола Мантов, каде што се одржаа атлетските надпревари, додека надпреварите во стрелаштво, пикадо, домино, табла и шах се одржаа на градското стрелиште и во управната зграда на здруженијето. Ние сме потpuno задоволни, денеска имаме негде околу 80 спортисти во овие салонските игри и овие атлетските, кошарката, фрлењето на ѓуле, фудбал и така натака. Веќе у сите дисциплини има и нови луѓе што сака да спортуват и нас се тоа радува, што сигурен сам оти ако и ќе обезбедиме услови да припремите бијат на висина, да идеме на регионалните спортски игри што поприпремани, бидејќи од тамо зависи во Кочани ние како домакини на 2 септември со колку екипи ќе настапиме како праваци. Најуспешните поединци веќе од утре ќе формираат екипата на Сдруженијето на пензионери Кочани, која што ќе учествува на регионалните спортски надпревари што во мај ќе се одржат во Пехчево, од каде што се очекува пласман во повеќе спортски дисциплини. Лани беме забележливи таму со одличен успех, по освоени медали беме на прво место во Македонија. 4-5 години уназад на годините на републички првенства сме на 4-то или 5-то место по општиот успех. Сметам да тоа се се елементи што допринесува да ние бидеме прогласени како јако спортско здружение и ради тоа се одреди и Кочани беше озбирен кандидат за домакин на републичките спортски игри што ќе бидат овде у Кочани на 2 септември. Годинава 22-та републичка спортска олимпијада на пензионерите од Македонија ќе се одржи на 2 септември во Кочани, чиј домакин ќе биде Кочанското здружение на пензионери. Виничанката Сузана Насева бара помош за лекување на инвалидитетот со кој се соочува во последните 6 месеци. Операцијата со всадување матични клетки треба да се спроведе во Кина и истата чини 30.000 евра.
30.000 евра за операција во Кина бара 32 годишната Сузана Насева од село Трстино Виничко, инаку мајка на 4 малолетни деца. Патешествијата на младата виничанка започнале во мај минатата година по операција на клиниката во Скопје. Правев операција на 26 мај 2016 година. При време на операцијата ми го оштетија нервот, пошто туморот наблегол во нервот. И у ноември, на 16 ноември, го испитавме нервот и покажува дека нервот е начисто оштетен. Нервохирургот забрани да се движам од 5 метри до 10 највишко. Пошто има оштетување на нервот и ногата помодрува и отекува. Имам болки, имам плюс уште 3 канцера. Липосаркоме, така знам болеста, така ми ја кажуваат. Праве втора операција на 19 октомври 2016. Инвалидитетот ја отежнува и грижата за семејството, така што целиот товар во куќата го презел незиниот сопруг, кој што морал да ја напушти и работата и да ја презема врската за сите 6 члена. Нега ми одобрија и мобилност. Заради мене се откажа од работа и децата. Јадење прави. Сузана сега спасот го гледа во Кина, операција која би ја чинела 30.000 евра. Апелот е до сите хумани граѓани. Во Кина што кошта 30.000 евра. Зошто во друга држава не може да се оддржи ваква операција? Во Кина ми гарантираат 90% дека ќе можам да застанам на нози. За сега помошта за Насева може да се уплаќа само на отворената жиро сметка во Шпаркаса банка, а во меѓувреме се очекува да бидат отворени и донаторски броеви. Помош се очекува од сите институции во општината и регионот, како и од приватниот сектор. Голем црковно-народен собир и служење света литургија ќе се одржи на манастирот Добра вода во Оризари на денот кога се слави Источен петок Балаклија. Голем број верници се собираат секоја година на овој ден да ја одадат почит на Пресвета Богородица, на која е посветен манастирот. Годинава е најавено со литургијата да чиноначалствува владиката Иларион. Со света литургија и со голем собири годинава се планира да биде одбележен празникот Источен петок Балаклија на манастирот Добра вода во Оризари. Првиот петок по Великден секоја година во овој манастир се собираат голем број верници и се организира голем црковен собир. Со музика и песни, манастирски ручак и богата трпеза ќе се слави и овој празник посветен на Мајката Божја. На литургијата е најавено да служи владиката Иларион и свештеници од Брегалничката епархија. Домаќините на манастирот ги прават последните подготовки околу славата. Од ланската година направена и настрешница во кругот на манастирот со цел прибирање на поголем број верници. Инаку, освен на овој ден, на манастирот Добра вода кај Оризари слава има и на вторден Божик, кога и тогаш се собираат голем број верници. Приоритет во манастирот е да се направи кујна, конаци, но и патот до него, зашто има ветување и од локалните власти. Со празникот посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја, пошто манастирот го носи нејзиното име. Се верува дека водата во овој манастир е лековита. Следува информацијата од спортот. Во првенството на втората футсал лига се одиграа надпреварите од 21-то коло, во кое клубот за мал фудбал Унипап играше дома против Гемиџии. Нашите фудбалери беа подобри и ја поразија екипата од Велес. Клубот за мал фудбал Унипап имаше тежок меч на домашен терен против екипата на Гемиџии 1903 од Велес во рамки на последното 21-во коло од регуларниот дел во првенството на втората футсал лига. Иако кочанските фудбалери славеа победа со 9-4, сепак велешани не се предадоа лесно и им го отежнаа освојувањето на бодовите. Гостинската екипа, која е предпоследна на табелата и на надпреварот ја имаше улогата на аутсайдер, без причина беше подценета, што се потврди со силниот отпор што го пружи. Потврда за тоа е што гостите постигнаа и 4 гола, па крајниот резултат не беше вистински одраз на силите на теренот. Сепак, домашните на крајот ја прославија победата, при што 4 гола постигна Петров, 3 Јаневски, а стрелци на по еден погодок беа Гицов и Јованов.
Кочанските фудбалери можат да бидат задоволни со победата со која го завршија првенството, а уште повеќе од постигнатото во изминатите кола, со оглед на променливата игра и лошите серии во кои изгубија очекувани бодови. Со освоените 19 бода, Унипап ја заврши сезоната во средината на табелата, односно на 7-то место, што и покрај надежите и плановите не го стави во ситуација да игра разигрување за освојување на позиција што би значила влез во повисок ранг. Првопласираните 4 екипи на Кратово, Астибо, Црна Река и Мал Ајакс во наредните 3 викенди ќе ги продолжат надпреварите секој со секого во рамки на плейофот, пошто ќе биде познат тимот што од догодина ќе се надпреварува во првата футсал лига на Македонија. Со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.